Sayın seyirciler, gece Üsküp Halklar Tiyatrosu'nun Türk dramı, ünlü Makedon yazarı Tome Arsovski'nin Güzellik Tek Başına Yürür eserini sahneledi. Dolayısıyla yazar yanımda bulunuyor ve tebriklerimi sunarken de birkaç sorun vardır. Sizin bu eserinizin ana fikri nedir? Anlatır mısınız arkadaş Tome Arsovski? Dejstvото na ova komedija se odigruva vo naš grad, vo некој поголем grad, може тоа да биде Скопје, на периферијата, на една улица, во еден двор, покрај некое пазариште. Тоа значи дека темата ја зедов направо од самиот живот, онака како што таа постои меѓу нас. Секој ден поминуваме покрај неа, меѓутоа таа си живее заедно со нас и затоа не ја чувствуваме доволно онака како насцена кога ја гледаме. Тоа е комедија за љубовта, комедија за убавината, комедија во која се говори за потребата човек да не остане сам, да не се издвојува од својата средина, од својата околина, бидејќи само со неа тој постои. Sam ne može da postoji. Üsküp Halklar Tiyatrosu'nun Türk dramının ikinci kez konuğu oluyorsunuz eserinizle. İlk eseriniz Cümbüş yani Bumerang idi. Dolayısıyla bu dramın yani bu tiyatronun seyircilerini tanıyor musunuz? Anlatır mısınız? Da, ja poznavam donekade publikata što go posetува овој театар, бидејќи покрај Джимбиш и покрај убавината Чекори сама, ова сегашна пиеса и албанската драма ми ја изведуваше мојата прва драма Александра. За мене е особено пријатно што во сите три случаи имавме еден заеднички успех со двата ансамбли на овој театар, со моето дело, со артистите, со режисерите кои гостуваа овде и мислам дека тие успеси колку што мене ми беа драги, исто толку им беа драги на сите членови на драмата на турски јазик и на албанската драма на овој театар, бидејќи во меѓувреме не само што се спријателивме, туку станавме дури и многу блиски. Тоа се два одлични ансамбли, извонредни артисти, пожртвувани, никогаш не им е тешко да работат, и истовремено, кога тоа ќе се врзе со нивните таленти на секој поединечно, мислам дека тука успехот секогаш е загарантиран. Јас сум многу задоволен, бидејќи и публиката ги прими со одушевување, така што Джимбуш одеше, ми се чини, секогаш пред преполн салон и имаше доста луѓе, дури меѓу нив и мои пријатели, што по неколку пати ја гледа. Dolayısıyla yanımda eserin rejisörü arkadaş Branko Gapo da bulunuyor. Sayın Branko Gapo, Halklar Tiyatrosu'nda ilk kez mi rejisörlük yapmaktasınız? Во овој театар јас доаѓам враќајќи ја својата љубов, ако така може да се каже, после низа години кон театарската сцена. И мислам дека не погрешив што дојдов овде, токму со своето гостување овде, не само да ја обновам љубовта кон сцената, туку и за подолго време да работам на театарска sцена. Çalıştığınız tiyatro ekibinden memnun musunuz ve ne kadar? Вас и пред малку ви кажа Томе Арсовски, авторот на пиесата Убавината Чекори сама, дека нашол извореден ансамбл овде. Во одреден прием и е задоволен од нив. Јас сакам уште нешто да кажам. Видите, кога идете во една шума и откриете стебло, откриете еден орев, откриете една маслинка. Во оревот и во маслинката еден добар скулптор може од нив да направи добра скулптура. Во овој ансамбл најдов една цела група на артисти, покрај оние што ги знаев од порано, играле во мои филмови, на телевизија и така, како што се Љутви Сефула, Рамче Мамут, фамилијата на Сузана и Джемаил Максут, една цела група на артисти, почнувајќи од Феми и завршувајќи со Фирдаус и со Бедија
Беговска, со Мустафа, со Салко, луѓе одани на театарската сцена и не би рекол само таленти, току со љубов кон својата професија, изворедни професионалци, а што ми е човекот професионалец и она што го носи како творечка дарба, ќе дојде до израз. Бев доста заморен вчера, работевме подолго време и изумив да ги замолим пријателите да ми кажат две-три реченици на турски, да ги научам дома, пак да ви ги кажам на вас. Проштевајте, јазикот ви е многу богат и доста тежок. Јас ја знам представата на турски, бидејќи ме научија да ги паметам местата на турски. Од тука меѓу нас нема више лага по зборувањето. Сакав да кажам, Сизлери демисиле бекли орус, да ве поканам на представата да ја видите, а на вас Илгинизе тешекюр едерим. Благодарност што не сликате. Ben de sizlere her ikinize çok çok teşekkür ederim. Збирката Ориенталистика при Народната универзитетска библиотека Климент Охридски во Скопје е релативно млада, поточно оформена е пред 6 до 7 години. Таа во својот фонд содржи ракописни, печатени книги и периодика на арапски, турски и персиски јазик, пишувани или печатени само со арапско писмо. Како парадокс на векот на постоењето на оваа збирка, представува богатството на нејзиниот фонд, така што денес веќе имаме преку 4000 ракописни книги со далеку поголем број наслови, околу 8000 печатени книги и мал број наслови некомплетна периодика. Со ваквата бројност, поготово што тоа е претежно редок библиотечен материјал, се сврстуваме меѓу побогатите ориентални збирки не само во Југославија, туку и надвор од неа. Начинот на набавката и потеклото на ова културно богатство е најразлично. Книгите претежно се добиени како дар, по пат на откуп или се пронајдени при нашите систематски истражувања низ Македонија, во културни и верски институции или кај приватни лица. За одбележување е гестот на архивот на Македонија, кој ни отстапи неколку илјади ракописни и печатени книги, што денес представуваат забележителен дел од фондот на нашата збирка. Најзначаен и највреден дел на овој фонд се ракописните книги, кои што најмногу ги има на арапски јазик, околу 3000, потоа на турски јазик, околу 800 и најмал број се на персиски јазик. Извесен број од овие ракописни книги се извонредно стари. Имаме ракописи од 12 и 13 век, како на пример книгата Тахави од областа на шеријатското право од 1195 година, потоа Месабихус Суна од истата област од 1292 година, а се разбира и понови и тоа во поголем број. Како содржина на овие ракописи се разбира доминира исламската религија, потоа шеријатското право, филологијата, астрономијата, географијата, уметничката литература, филозофијата, историјата и друго. Голем број од ракописите ја зголемуваат својата вредност со калиграфското совршенство и богатството на колор орнаментиката. Што се однесува до печатените книги, тие се разновидни по содржина и време на печатење. Меѓу нив се наоѓа и првата отпечатена книга во Османската империја, книгата Ванкулу, отпечатена во 1729 година од Ибрахим Мутеферика. Извесен број ракописни и печатени книги создадени се на територијата на Македонија. Заради целосна афирмација на ова културно наследство, во тек е подготвувањето на печатени каталози за ракописите, а со тоа и презентирање на овие значајни материјали пред научната и културна јавност. Со намера да се сочуваат и заштитат и за идните генерации овие сведоштва на едно време и една култура, во нашата библиотека им се пружа достојно внимание.
Над нив се врши дезинфекција во специјална комора, голем број ќе бидат реставрирани, конзервирани и микрофилмирани, а се чуваат во посебни метални затворени рафтови, обезбедени од понатамошно пропаѓање или оштетување.